Добро, ви благодарам, Џабир, уште еднаш на поканата и ми представува посебна чест и задоволство да сум во оваа сала. Впрочем, во оваа сала има доста луѓе кои што учествуваа во пишувањето на стратегијата, во нејзината имплементација, во известувањето, но и во давањето нови препораки. Дел со нас се и експертите кои што работат на новата верзија на стратегијата, така што очекуваме да речеме тие да кажат кои ќе бидат новините, но генерално она што е битно е дека оваа стратегија е една од ретките стратегии која што по 3 годишна имплементација има подготвено извештај за она што е направено, што не е направено, објаснување за ризиците и давање препораки како да се надминат и се разбира сега влегуваме во втор стратешки циклус, значи по првите 3 години влегуваме во нов циклус. Така што во таа смисла мултикултурноста, интеркултурните политики се живи и тие продолжуваат и натаму во она што е предизвик за сите земји, не само за нашата, а тоа е долгорочно спроведување за не само да направиме одредени проекти и активности, туку да ја видиме и подолгорочната промена во општеството. Сега, ние врз база на ова искуство од овие 3 години, значи, главно се соочивме со два типа на предизвици. Едниот е овој надворешниот ризик и тоа просто обично кога се прави тоа стратешко планирање, нели луѓето го пишуваат туку така, формално, ако има надворешна загроза. А ние се соочивме со сериозна надворешна загроза. Во првите 2 години беше пандемијата и во третата година агресијата на Русија врз Украина и тоа предизвика менување на приоритетите, адаптирање на плановите кон кризен менеджмент, финансиски ограничување и кратења и тоа е главната причина зошто дел од активностите, например, не се реализираа. Вториот тип на предизвици е генералната состојба, нели, во која што се наоѓа нашиот административен апарат, начинот на кој што ние управуваме или менаџираме со институциите, па и целокупната клима во општеството. Во таа смисла ние, освен тоа што имаме резултати, во новата стратегија, значи, сакаме да направиме еден, би го нарекол, нели, по-tailor-made пристап, односно по-прилагоден и адаптибилен пристап на ова искуство и тоа значи дека новите мерки треба да се пореалистични, постварливи, потаргетирани, поспецифични, за да направиме промена во општеството. Сега, многу активности спроведовме, како што реков, и многу работи направивме. И сега, за разлика од пред 3 години, кога за прв пат после известно време ние адресиравме многу извештаи, препораки, барања од нас врз база на различни конвенции, сега после 3 години на искуство, ние имаме сепак полесна работа да сумираме што исполнивме и она што не е направено врз база на извештаите, значи на ЕКРИ, на Европската Унија, на Советодавниот комитет за рамковната конвенција за малцински права и така натаму, да тие ги спроведеме во новата стратегија со цел повторно да барем она што е јасно искажано како недостаток да се обидеме да го надминеме. Дали нашето општество е спремно за оваа стратегија? Читајќи ги извештаите кои можне само критично и самиот национален координатор и неговиот тим ги наведува, гледаме многу често или непознавање, или неспремност, одбивање од најразлични причини, немало компјутери, немало пари, немало не знам какви средства за да се спроведе одредена активност во духот на стратегијата. Навистина, имаме ли ние прво спремно општество, а второ и дали самиот систем, вработените во администрацијата, образовниот кадар, може би не требаше го спомнам, може би е најголемиот проблем, и други чинители во општеството, во системот, во администрацијата, на локално, на национално ниво, дали сме спремни воопшто ние за ваква напредна, прогресивна стратегија која еве 3 години поминаа и наредни 3 години се планираат?
Добро, прашањето секако ви е реторичко, значи кај нас различноста е состојба и таа состојба е признаена и всушност ние не само од сега, од секогаш би рекол сме биле признаени како земја која што добро се справува со својата различност. Во таа смисла меѓународните партнери сакаат дури и да не промовираат меѓународно врз база на тие наши практики. Тоа значи дека ние добро се справуваме и ја прифаќаме различноста и сега до таа мера што сме подготвени да правиме политики, да преземаме мерки и активности за подобрување на состојбата. И сега тука прашањето е, нели, секогаш ако има мултикултурен или интеркултурен предизвик, скептиците веднаш ќе кажат или не ја правиме добро работата или треба да се откажеме. Но ние кои што би требало да бидеме јавни личности и активни оптимисти, секогаш треба да наоѓаме начини како да работите ги правиме подобро и да ги прифаќаме, така што во таа смисла, нели, различноста е предизвик, но тоа не значи дека е клетва и дека тоа треба да се напротив е благодат. Еве, гледате, синоќ ќе се отвори светското првенство во ракомет. Ние знаеме дека Франција е мултикултурна земја и таа нивна мултикултурност е изразена во нивната ракометна репрезентација и најдиверзитетните, најразличните актери, Карабатич и Мем, ги дадоа најдобрите голови. Значи, кај нив, ако си различен, постигнуваш имаш, државата ти овозможува, системот ти овозможува да постигнеш, нели, различност. Меѓутоа, тие се уште имаат предизвици, општествени кризи. Видовме на другото светско првенство, пак луѓето со друга различност направија социјални немири и нереди. Тоа пак е прашање. Сега, прашањето на другата репрезентација Полска е дали Полска е хомогена или пак не ја одразува различноста во нивните репрезентативни системи. Така што, во таа смисла, ако ја земете македонската фудбалска репрезентација, таа исто така ја одразува различноста, затоа што таму има припадници на албанската, турската, ромската и другите заедници. Можна сликовит одговор, иако се разбира немаме многу простор да им даваме на оние што се скептици кои се на некој начин против овие ставови, односно стратегии, затоа што Северна Македонија како држава на вистина стана голем и позитивен пример во регионот, меѓутоа и многу пошироко, но се разбира дека постојат и многу предизвици пред нас. Меѓутоа би сакал да завршиме со една попозитивна мисла. Кои се благодатите од различноста? На кој начин различностите, мултикултуралноста и интеркултуралноста на едно општество му носи благодат на секој поединец или на заедниците? Да, добро, прашањето е, нели, повторно утврдено и просто една од предпоставките на Обединетите нации на нивните цели 2030 е дека различноста е секогаш благодат, така што општествата кои што се поразлични врз база на сите студии остваруваат повеќе просперитет и тие го подобруваат квалитетот на живот. Па во сите области, значи и во економијата, значи дури и во економијата, затоа што различните капацитети, различните вештини, различноста секогаш создава покомплексен и покомпетентен тим да остварува резултати. Се разбира, бидејќи базата на регрутација е поголема. Но пак да не би навлегувал во области можеби во кои што, нели, и не сум стручен, како биодиверзитет или психологија или генетика и така натаму, меѓутоа во општествените сфери, еве и со примерот кој што го кажавме, факт е дека одредени земји кои што знаат како да ја користат различноста просперираат, но пак велам, тоа не значи по
дека треба по правило тоа да се случува. Ако имате земји кои што не знаат како да управуваат, да менаџираат со својата различност, за нив тоа може да биде проклетство и може да доведе до дезинтеграција. Но главно, демократијата и различноста одат заедно, а авторитарните и тоталитарните умови, тие преферираат монокултурност и всушност најголемите загрози и кај нас и во регионот е кога исклучиви умови, исклучиви политики и политичари се обидуваат да спроведат политики не на почитување на различноста, туку на употреба на сила и исклучи. Сепак инвестирањето, јас се извинувам, ама морам уште едно брзо подпрашање. Инвестирањето во мултикултуралноста сепак чини одредени средства, финансии. Дали нашата држава, односно влада, издвојува доволно средства за да може да се спроведат стратешките определби? Па, еве, да бидам или никогаш не е доволно? Не, да бидам самокритичен, не одвојуваме доволно и тоа е всушност нашиот голем предизвик. Ние и за тоа значи се бориме да ја поправиме ситуацијата. Во таа смисла Комитетот за односи меѓу заедниците, Комисијата за култура при собранието разговараат редовно со Министерството за култура, со Министерството за образование и со другите институции кои што имаат елементи на повици на давање грантови, да ја вклучат различноста, бидејќи често пати различноста е комбинирана и со еднаквите можности, така што ако некој доаѓа од маргинализирана позиција, потешко ќе дојде до израз во надпревар со оние кои што се привилегирани, доминантни во општеството. И сега, ако вие како комисија не го вклучите и критериумот на различност, туку само критериумот на одличност, може да ви се случи да вие ја продолжите дискриминацијата и оневозможувањето на тие кои што имаат потреба да се изразат. Тоа е оној пример и принцип на позитивна акција на која што ние често пати знаеме да бидеме идеолошки слепи и тука треба исто така да работиме за подобрување на состојбите. Меѓутоа, нашата анализа на годишните програми, на пример на Министерство за култура во 2020, 2021 и 2022 покажуваат дека напредок има, така што тоа наше подигање на свеста родило со плод, така што да речеме во 2022 да речеме ромска издавачка куќа има добиено 5 проекти, Романо Ило има добиено сериозен грант за нивна активност, а за разлика од претходните години кога не добивале толку добро.